Фалимо на Бога, браќи и сестри, што во овој саботен ден сме заедно собрани. Поздрав до сите вас кои сте присутни и они кои не следат. Денеска за еден дел од христијаните е велика сабота, а за нас, адвентистите, е 52 пати велика сабота. Нажалост, многу христијани ќе се сетат само денеска на Христовата смрт. Вчера се сеќава за распнувањето, ние постојано того мислиме, веруваме и се надеваме, како што еве и овој наслов денеска, Христовото воскресение наша жива надеж. Пајде денеска малку да се подсетиме, иако тоа го знаеме, сме го читале, сме проповедале, но постојано треба да се подсетуваме, зашто ние како луѓе и забораваме. Значи, ќе зборуваме денеска за еден настан што го променил текот на историјата на ова земја на која ние денес живееме. Овој настан, браќи и сестри, не е само еден настан, туку живо сведоштво, како што подосна ќе видиме на луѓе кои посведочиле дека ова случка е вистинита, дека не е легенда, дека не е некоја традиција која се пренесува од колено на колено. Христовото воскресение е навистина жива надеж за сите нас. Христовото воскресение представува срце, а без срце човекот не може да живее. Значи, Христовото воскресение представува срце на христијанската вера. И тоа е најсилен доказ дека Бог има план, дека тој не создава така од прилика па како ќе се случи. Не, Бог има свој план. Без воскресението крстот би бил само еден трагичен настан. И би читале во историјата, како што читаме, за многу епохи, за многу народи кои го потребувале крстот како средство за мачење, за убивање и така натаму. Меѓутоа, таму токму на тој крст е извојувана таа голема победа, кога Исус ги расширил раците, кога римските војници, без разлика какво оружје носеле со себе, не можеле да го спречаат. Тука се и жените, кои дошле како сведоци, како живи сведоци да посведочат подосна дека Исус навистина воскресна. Воскресението ни покажува дека Бог не е Бог на мртвите, туку Бог на живите и дека неговите ветувања се сигурни и верни. Тој е темел, верувам, и на нашата надеж, на нашата вера, на нашата иднина. Ајде на почетокот да го читаме првиот текст за денеска, кој го наоѓаме, тоа се 2 стиха. Лука вели, не е тука воскресна. Тој не бил очевидец, меѓутоа зборувал со очевидци. И еве таа изјава што ја кажале жените, не е тука, туку воскресна. Тоа го кажал и ангелот, бидејќи подосна ќе дојде Петар и најмалиот ученик Јован, ќе трчаат таму од местото кај што биле сокрени од собата и кога ќе слушнат таа вест, Петар не може да чека, Петар не може да, тој вознемирен, тој 3,5 години одел со Христа, оставил и бизнис, оставил се, и сега кога неговиот најдобар пријател Исус, кога слушал дека воскреснал, тој немал мир во срцето и се упатил да се самиот осведочи дали навистина Христос воскресна. Потоа Павле ќе каже, ако Христос не воскресна, нашата вера е залудна, празна, ветар, би рекол. Павле вели, ако Христос не воскресна. Замислите ги, браќи и сестри, учениците, додека Исус висел таму на крстот, нивните сите надежи се стопиле. Тој како поворка на луѓе кои доаѓаат од гробишта, се враќаат, а ги гледаме роднините кои го изгубиле најблискиот, можеби татко, мајка, брат, сестра, со какви оловни чекори се враќаат назад. Сите нивни надежи кои ги полагале во таа личност се стопени, погребани. Ги гледаме учениците како со погледи спуштени кон земјата, гледат како нивниот учител и спасител умира. Тие се разочарани, тие се уплашени, тие се едноставно со уплашено срце. Се што планирале со Исуса, се што очекувале, исчезнува во еден миг. И тогаш се случува дека гробот е празен. Павле вели, ако Христос не воскресна, се е бадиела, се е џабе. Нашата вера е празна. Секоја вера што не се потпира на воскресението е празна, клатлива, се клати.
Вчера кога бевме таму на площадот, еден човек се приближи, очигледно припаѓа во муслиманството, но не е важно, има познавање на христијанството. Зборувавме. Наистина, како луѓето имаат некои скривени слики, не се криви тие, туку нивните водачи. Така ги учат, така пишува, вели. Ни во Коранот така не пишува, ни во Библијата така не пишува. Меѓутоа, со ова се сложивме, дека Исус е спасител, дека ако Исус не воскресна, се е џабе, се е бадијала. Така да, секоја вера што не се потпира на Христа е клатлива, браќи и сестри. Секоја надеж што не гледа во празниот гроб е ништожна. Но за нас, христијаните, празниот гроб е, може да кажеме, гаранција дека Бог исполнува ветувања. Празниот гроб е гаранција дека Исус еден ден ќе дојде и целосно ќе го исполни она што го тој ветил. Еве што запишал апостол Павле понатаму, кој беше предаден заради нашите греови и воскреснат заради нашето оправдување. Значи, воскресението е печат што потврдува дека Бог не го оставил својот син, Исус Христос, во гробот. Има тумачење дека, и вчера човекот рече, Исус не умрел. И сега ме прашува, што умрел? Кој Исус умрел? Дали физичкиот или духовниот? Што мислите, кој одговор треба да му дадеме на таков човек? Дали Бог може да умре? Не. Кој човек умрел? Кој Исус умрел? Едноставно, знаеме дека Библијата ни кажува дека Бог не може да умре, но Христос умрел во тело за да го исполни законот, да даде откупнина со својата крв. Знаеме дека во Копнежот пишува на векови дека и ангелите се нуделе да го дадат својот живот за човештвото, меѓутоа тие не биле доволни, во смисол нивната смрт не била толку силна, толку јака за да даде откупнина и дека Бог може да потпише дека готово правдата е задоволена. Павле вели, кој беше предаден заради нашите греови и воскресан. Зошто Исус умрел? За нас. Зошто Исус воскреснал? Павле вели, за нас. За ние да се оправдаме пред Бога. Понатаму, Христос кој воскресна, се моли за нас. Прашање беше, каде е сега Исус? Еве Павле ни дава одговор, тоа го пишува и во Евреите, дека Исус воскреснал и заминал горе на небото и тој денеска е наш посредник. Не е ниту Муамед, ниту Буда, ниту Конфуција, ниту еден од 12 светци, односно апостоли, како некои што ги нарекуваат, дека се наши посредници горе на небото. Во ова размислување, браќи и сестри, ќе цитирам неколку пати од книгата Копнежот на вековите. Еве што вели. Со воскресението на Христос смртта беше победена и гробот ја изгуби својата власт. Затоа ние христијаните, адвентисти, верувам дека и други луѓе, верува дека гробот не е последна станица, туку привремено место каде што нашите мили драги почиваат до оној ден додека не го слушнат своето име, кога ангелот ќе застане на гробот и ќе ги повика во нов живот. Гробот е празен не само физички, туку и духовно, кога зборуваме за Исусовиот гроб. Значи, Исус воскреснал физички, кога дошле да го видаат, таму имало само здиплена она крпа со која Исус бил погребан и гробот бил празен. И затоа биле малку изненадени. И затоа војниците скроиле план дека едноставно некој го украл Христовото тело затоа што тогаш не биле гробовите како денешни. Тие биле соба со голем камен, меѓутоа замислете тие уплашени ученици кои се сокрили таму во некој подрум за да не бидат откриени и фатени од страна на римската војска. Ки има таква сила и таква доблест сега да отидат да го тркалат тој голем камен за да можат да влезат, па да го украдат телото. Значи, таа приказна воопшто не држи. Павле понатаму вели во Римјаните 6.4, како што Христос воскресна од мртвите. Така и ние да одиме во нов живот. Тоа е Филипјаните 3.10, сега читаме, да го познам Него и силата на Неговото воскресение. Воскресението не е само, браќи и сестри, историски настан, тоа е сила што може да го промени
твојот и мојот живот. Сила што го воскреснал Исуса од гробот е истата сила што може да ги измени нашите навики, нашите мисли, нашите срца. Воскресението не е само еден изолиран настан кој ни го опишува Библијата, туку дел од големата космичка борба меѓу доброто и злото. Со воскресението Христос јавно ја демонстрира, би рекол, победата над сатаната, гревот и смртта. Тој момент кога темнината е поразена. Таа реченица ќе ја слушнете и денеска или утре од големите водачи на некои религии кои ќе кажат дека тој момент кога темнината е победена. И навистина е така. Исус е таа светлина и ја поразува темнината, односно гробот. Замислете лице кое е заробено од лоши навики или зависност. Тој се чувствува изгубено, талка. Замислете еден човек кој користи дрога. Тој не може после неколку часови повторно бара да го задоволи она што телото му го бара. Но кога го прифаќа Христа, тој започнува еден нов живот. Читавме еден стих пред малку, значи кога сме во Христа, ние сме ново создание. Не само да ќе воскреснеме физички еден ден ако умреме, туку денеска може Исус да воскресне во тебе и во мене, да ни даде сила да ги пребродиме сите наши слабости. Кај овој човек што сега го спомнувам, кој имал проблем со тие своји зависности, еден ден го запознава Христа. Го запознал Христа и почнува да се менува нов живот постепено, но секој ден добива сила и храброст. Еве таа сила како изразена во книгата Копнежот на вековите. Силата што го воскресна Христос од мртвите и сила што го обнова човекот. Ако сакаме да се обновиме, браќи и сестри, не да се вратам сега на 30 години или вие, физички, меѓутоа да го обновиме карактерот, таа истата сила што го воскреснала Христа од гробот, стои ни денеска на располагање на сите нас. Силата што го воскреснала Христа, значи, е сила која денеска ни стои на располагање на сите нас. Еден човек стоел пред гробот, еден свој пријател, најблизок пријател, живееле многу присно, се почитували, сакале, но ете тој починал. А рекол на почетокот, кога некој ќе почине близок, како да не се искривува патот по кој сме оделе. Чекорите ни се тешки и мислиме дека светот се затвара за нас, односно самиот живот. Со солзи во очите, стоејќи тука, пред самата биста, пред гробот, еве што кажал: Ако ова е крајот, тога животот нема смисла. Дали ви е позната таа реченица? Сум ја слушал повеќе пати, кога сум бил на некој погреб. Ако е ова крајот, тогаш навистина животот нема смисла. И во тој момент, во тој час, некоја рака се доближила некој човек и го допира до неговото рамо. И еве што му кажал тој човек: Господине, не е крајот, затоа што Христос воскресна. Таа реченица, тие два-три збора, не е крајот, затоа што Христос воскресна, како да му давала нов потик во срцето на овој човек кој бил толку сега разочаран. Не е крајот, браќи и сестри, со смртта. Христос воскресна. Павле вели, ако Христос умре, а не воскресна, взалуте нашата вера. Ако гробот е крај, тогаш се е изгубено, но ако гробот е празен, тогаш има смисла за нас, браќи и сестри, денеска кои живееме на оваа земја. Смртта знаеме дека е најголемиот страф. Нема поголем страф од смрт. Никој не може да избегне. Може да избегнеш затвор ако си направил некој кривично дело. Има такви случаи, ги гледаме бегат преку граница, лажни пасоши, идентитет менуваат, име, презиме, матичен број, се може се добие на оваа земја. Со пари. Знам еден човек, сега да не откривам кое село и каде се, дојде ни со странство, ја ги знам, ги гледам кога одам таму. Тука се населили во Македонија. Нешто се случило таму, собреќајки така, но тука се веќе некоја година. Значи, може да се живее со друг идентитет,
тука ако си некаде в Австралија и во Америка направил кривично дело. Меѓутоа, смртта никој не може да избегне. Нема село, нема град. Знаете, еден рекол, сум прошетал многу градови и села, не сум нашол театри или кина, ама гробишта има секаде. Значи, може да најдете село без кино. Ево, нашето село имаше пред 20 години, нема кино, го затвори. Зашто сега секој има своје кино во мобилниот. Меѓутоа, гробиште има. И ги има насекаде, како на исток, на запад, на север и југ. И затоа смртта за нас, сите кои живееме, браќа и сестри, на оваа земја е најголем непријател. Но Библијата не учи дека смртта е сон, а воскресението е доказ дека сите кои се во Христос ќе бидат оживеани. Оние кои со таква вера заспале. Пред месец дена погребавме на сестра, 86 години во моето село. Имаше прилично доста луѓе. Пред тоа, спомнав, мислам, еднаш, 97-8, друга сестра, погребавме во истото село. Сите ние сакаме да живееме, но смртта е наш непријател. Библијата вели, плата за греф е смрт, но дарот Божји е вечен живот во Исуса Христа. Ајде да одиме понатаму, два текста. Прва Солуњаните 4:16-17. Претежно овие текстови ги читаме кога стоиме пред гробот на покојните. И мртвите во Христос ќе воскреснат. Кој? Како? Втори или трети? Први. И мртвите во Христа, значи оние кои верувале, кои заспале со таа вера. Таа сестра 98 години, знаата ми вели, до вчера читав текстови од Библијата и пеевме заедно песни од песнарката. Мртвите во Христос. Понатаму Соломон ќе каже, односно Јован, јас сум воскресението и живот. Исус таа изјавија дал. И мудриот Соломон вели, мртвите не знаат ништо, немат појма што се случува околу нив. И цитат од големата борба, праведниците не одат веднаш на небото. Туку каде се? Почиваат до денот на воскресението. И праведниците, и така наречени да ги кажеме грешници, зашто ние ги класифицираме, но Бог знае најдобро, според нашиот карактер. Значи, и едните и другите не одат на небото. Не постои сега ниту пекол, не постои ниту рај. Туку одат сите на исто место и чекаат воскресение. Ова вистина ни дава утеха, браќи и сестри, за изгубените блиски. Стравот од смртта се менува во надеж. Ке дојде ден на воскресението, повторна средба ќе дојде вечниот живот. Да, може некој ќе каже точно дека животот носи болка, неправда и страдање. И то боли кога неправедно ќе те затворат. Но воскресението го менува тој поглед. Павле, еве што вели, ако ние денеска страдаме, страдањата на сегашното време не се ништо во споредба со славата што ќе се открие. Понатаму Давид ќе каже, навечер доаѓа плач, а наутро доаѓа радост. Тоа е една символика, значи наутро се мисли, навечер се мисли кога човек умира, а утрото е знак на нов живот, на нова радост, на нови искуства, на ново воскресение во Исуса Христа. Во книгата Мисли од гората на блаженствата го наоѓаме овој цитат. Преку страдањата Бог го подготвува човекот за вечна радост. И затоа, ако доживуваме страдања, го молиме Бога, Боже, зошто? Бог молчи, како да отишел на годишен одмор. Не ни одговара. Ние пекаме, се молиме, бараме одговора. Бог како да молчи. И Јов така се молел. Боже, зошто? Имал добар бизнис, имал добро влијание на исток. Еден од најтешките богати луѓе. Во смисол, имал богатство. Имал 10 деца, семејство, за кој денеска се би дале некој да има деца. Да, тој е дар од Бога. Но Јов страдал и немал одговор, се молил. На крајот, кога била подвлечена линијата, Бог одговара. И дошли тешители да го тешат. Нема одговор, туку го обвинеле дека Јове, ти нешто криеш, не си искрен. Но на крајот читајте 42 глава од книгата на Јов. Ке ги видите резултатите на Божјиот одговор
во животот на овој верен човек. Не мора ние да ја доживееме судбината на Јов. Може би некоја цртичка ќе доживееме, некоја неправда, но тоа боли. Боли, но Господ да ни даде сила, како што овде вели, преку страдањата Бог го подготува човекот за вечна радост. И затоа, кога го гледаме Христа денеска преку ова призма, преку овие очи, кога денеска луѓето гледаат во тој гроб, Христос лежи. Никој не им давал гаранција на учениците дека Исус ќе воскресне, иако тој го најавувал своето воскресение. Дори дал споредба со кој пророк, кој беше во рибата? Јона. Дал Исус го најавил своето воскресение и својата смрт. Но учениците, знаете, кога им е добро, толку не ги забележувале тие Исусови зборови. Па така и кај нас, кога ни е добро, се е во ред, ама кога ќе се стави запирка во животот и кога ќе најдат лоши моменти, може би тогаш негодуваме, се лутаме на Бога или бараме експресо одговор. Знаете, експресо. Стави 20 денари и ќе ти дајде доле чаша и ете ти сок, или чај, или тие што пијат кафе. Бог не работи на инстант. Да, работи, ама тој треба да процени дали е тоа добро за нас. Бог можел да им каже на учениците, немој да се плашите, ќе воскресне Исус. Но тие нивните очи биле спуштени ролетни и не гледале, само гледале пред себе војници римски и се плашеле за своите животи. Преку страдањата, вели овде, Бог го подготува човекот за вечна радост. Да, Христос поминал низ крстот и воскреснал. Така и ние треба да издржиме, браќи и сестри, во таа увереност дека нашата награда е сигурна. Стравот и темнината не се вечни. Воскресението всушност носи светлина. Ова што го зборувам и за мене се однесува и за сите вас. Не е лесно да се трпи, да се чека, но мора да се научиме. Еве што кажува Исус во Матеј 28. Одете и направете ученици од сите народи. Понатаму Лука ќе каже со голема сила апостолите сведочија за воскресението. Гледайте сега, каква разлика, пред малку читавме, учениците уплашени, сокриени, сега кога Исус воскреснал, кога дури Тома го допрел до неговото ребро, толку се осоколиле, толку се охрабриле, што не постои сила, закон, војска да ги спречи. Сега се сеќаваат новиот првите зборови, кога Исус им кажуваше дека беше со нив, одете и проповедајте. И навистина оделе. И се фалеле, па се вратиле со резултати, а еднаш се вратиле без резултати, дури се биле толку разочарани. И ние одиме понекогаш, делиме книги по селата, по улиците. Некој вел, фала Господине, не ми треба. А некој со отворено срце прима. И денеска луѓето се слични. Но кога го допреле Христа, кога сватиле дека Христос навистина воскреснал и кога им се јавил Христос таму во собата кога биле собрани, Тома не беше во првата прилика, но подосна Бог Исус му дава привилегија уште еднаш и Тома на глас. И Тома ќе биде подготвен да отиде во Индија и да проповеда и да биде убиен со копје. Замислете каква храброст. Кој ќе се поврази со изворот на надежта, кој ќе се поврази со човекот во овој смисол Исус Христос, како Богот човек кој ќе воскресне. Не постои сила што може да го спречи. Не само Тома, туку и останатите. Вистинската мисија никогаш не започнува без личен контакт со воскреснатиот Христос. Не може ние да проповедеме ако немаме жив контакт со Христос, браќи и сестри. Може да правиме планови, стратегии, како да мисионираме, ама ако немаме жив контакт, жива заедница со Христа, нашите зборови ќе бидат празни. Нашата задача е да се дочиме додека е он жив, дека е тој жив. Еве уште еден текст. Воскресението на Христос е основа на секоја вистинска проповед. И затоа Павле повеќе тоа ќе го подрече. В залот е нашата вера, залот е нашето проповедање ако Христос не воскресна. Воскресението на Христос е основа на секоја вистинска проповед. Нека навистина Господа ни помогне, браќи и сестри, да како што пишува овде, ако Христос
излезе, ако Христос излезе од гробот, и јас можам да излезам. Тоа знаете кој го кажал? Едно момче, еден човек, Горан се викал, кој се борел со зависност од многу работи што му го уништувал неговиот живот. Многу пати покушувал да успее, но без успех. И кога слушнал за Исуса, дека Исус ја победил и смртта, сватил дека има сила поголема од неговата слабост. И тоа се негови зборови. Ако Христос излегол од гробот, и јас можам да излезам од мојот грев. Што значи воскресението за нас денеска? Тоа треба да значи победа над смртта, победа над гревот, гаранција за вечен живот. Исус ја дал ова изјава. Ја наоѓаме во Откровение 3:20. Еве стојам на вратата и чукам. Коментар од патот кон Христа читаме: секој што ќе дојде кај Христос нема да биде отфрлен. Може би ќе дојдете кај некој функционер во општина и ќе побарате прием за некој си разговор, проблем, но нема време. Нема време или ќе ти прими во ходникот. Бев кај еден градоначалник, така за некој работи, и тука го дочекав на вратата во ходникот. И немам време, вели, имам доле за кажам, што ви треба? Кај Бога не е така. Кај Исус не е така. Тој стојам на вратите и чукам. Има 3 точки. Читайте ги останатите збори. Што пишува таму? Ке влезам и ке вечерам со вас. Гледате, каква привилегија имаме, браќи и сестри, ако му дозволиме на Исуса Христа да влезе во нашето срце. Тој не само што тропа, тук тој ке влезе и ке вечера со нас. Секој што ќе дојде кај Христа нема да биде отфрлен. И затоа нека воскресението ни даде сила, исто така за еден свет живот. Воскресението не е само иднина, тоа е сила, браќи и сестри, сила што денеска ни стои на располагање. Павле ќе запише: ако сте воскреснати со Христос, барајте го она што е горе. Ние сме воскреснале во некој базен, дали овој или некој друг во минатото во нашиот живот. Може во некоја река, езеро, јас знам некои се крстили во море и така натаму. Не е важно, битно е да има доволно вода. Водата не е света повеќе на Дојранско езеро или на Солунско море, или во Охридско. Вода е вода. Пише во Дела на апостолите или таму во Евангелијата, Исус се крстил таму, имаше вели многу вода, да може човекот да биде потопен, и тоа е зборот потопување или баптизом. И затоа вели, ако сте воскреснати со Христос, а ние знаеме дека во деното крштевање на символика, кога нашето тело се наквасува водата, кога стануваме, ние стануваме символично на нов живот, духовно стануваме на нов живот во Исуса Христа. Тоа значи нови мисли, ново срце, нов живот. Секој што се чувствува изгубен, Христос може да го најде. Секој што е паднат, Христос може да го подигне. Секој што умрел, секој што е, уморен и обесхрабрен, Христос може да го обнови. Празниот гроб, браќи и сестри, не е само доказ за минатото, тоа е гаранција за еднината. И сега што да правиме? Гробот е празен, Исус излегол од гробот, смртта е поразена. Што да правиме ние сега? Павле вели да одиме во нов живот со Исуса Христа. Како што по Адама или во Адама сите умираат, така и во Христос сите ќе оживеат. Браќи и сестри, драги пријатели, воскресението не е само на Исус една плюс приказна од минатото, тоа е сила за денес. Кога сме скршени, тој носи живот. Кога сме изгубени, тој ти дава пат по кој треба да одиш. Кога сме без надеж, тој носи воскресение. Прашањето не е дали Исус воскреснал, туку дали ние ќе воскреснеме духовно со Него. Дали денеска, и утре, и секој ден, кога ќе ги отвориме очите, ќе му кажеме: Боже, фала ти, воскреснеме денеска, додам по Твојот пат. Значи, прашањето не е дали Исус воскреснал, туку дали ние воскреснуваме духовно со Него. Може би, твојот и мојот живот денеска изгледа како гроб. Ако го гледаш во гробот, сивило, мокра земја, и за кој миг ќе се спушти тука телото на покојниот. Во гробот нема надеж, земскиот гроб кога го гледаме.
нема иднина. Таму само може да најдеш болка, страв, грев, загуба. Но ајде да послушаме денеска Божјата порака. Каменот е тргнат, патот е отворен. И пишува во книгата Копнежот на вековите. За верниците смртта е само мал одмор до утрото на воскресението. Има ли поголема надеж за нас денеска, браќи и сестри, од овие зборови? Дали се сметаш за верник? Верувам дека се сметаме, затоа сме овде. За верниците смртта е само мал одмор до утрото на воскресение. Патот е отворен, Христос е жив. Затоа, ајде да станеме од својот духовен гроб. Ние често пати сакаме таму да престојуваме, мислејќи дека тука ни е ладничко, тука е убаво, надвор е жешко. Војни, крвопролевање, озборување, се и се што има надвор. И ние сме тука сокрини во својот гроб, мислејќи дека тука сме безбедни. Не, каменот е тргнат. Време е да излеземе од старите навики, да излеземе од своите стравови, да излеземе од својот очај. Затоа Исус излегол од гробот. Затоа дошол ангелот. Им требало неколку војници да го оттркалат тој камен кој стоел на влезот од таа дупка, од таа гробница. А ангелот Гавриел, можеби само со раката, тргнал и за час. Вратата е отворена, браќи и сестри. Не мора да стоиме во таа своја дупка, да стоиме во таа своја гробница. Време е денеска да излеземе. Воскресението е гаранција. Воскресението е гаранција дека нашето воскресение е сигурно, само ако му веруваме на Господа. Понатаму читаме: Јас бев мртов и ете жив сум во вечни векови. Тоа го кажува Исус, го запишал Јован во првата глава од последната книга Откровение 1:18. Не постои човек кој денеска може да даде таков подпис. Јас бев мртов и ете сега сум жив. Не постои човек кој може да даде таква гаранција. Во нашата теологија како адвентисти, браќи и сестри, постои тема за големата борба меѓу доброто и злото. Воскресението е момент кога сатаната е поразен. Христос победува. Крстот е символ дека сатаната победува. Сите надежи, како што спомнав, паднале во вода на учениците. Христос е раснат, а кој слегол раснат од крстот до тогаш? Никој. Но кога Исус сега воскреснал, тоа е знак дека сатаната е поразен. Христос победува, спасението е сигурно. Јас бев мртов и ете сум жив, вели Исус Христос. На крајот од истата книга, Исус ќе каже: Јас сум Алфа и Омега, почеток и свршеток. Со воскресението, пишува во Копнежот на вековите, Христос ја скршил силата на непријателот за секогаш. И затоа Павле ќе каже: благо на оној кој има дел во кое воскресение? Во првото. Зашто? Втората смрт нема да наводи, да наштети. Со воскресението Христос ја скршил, го тргнал тој синџир или тој клуч, го нашол да ја отвори таа врата, што сатаната преку Адам и Ева ја заклучил ова наша планета, да бидеме тука затворени, не само физички, туку и духовно, да немаме надеж, дека за нас нема лек, дека за нас нема повеќе излез. Еден човек по име Петар бил човек кој лесно се обесхрабрувал. Го изгубил својот бизнис. Знаете, кога ти пропаѓа бизнисот, не е лесно. Имаш кредит, имаш долгови, а банките се немилосредни. Ке ти земат се. Дори може и у затвор да заглавиш. Кога го изгубил својот бизнис, Петар паднал во обесхрабрување. Толку бил разочаран што повеќе не му се живеел. Паднал во страф и во неизвестност. Но некој му понудил Библија. Дошол до Свето писмо, до Библија. Знаете, ни нудиме бесплатна Библија на нашата програма. И една госпоѓа од Битола ми пише, вели: сакам Библија. И јас си пратев.
Меѓутоа там и возвраќа дека е добила Библијата и се сликал и вака ја држи. Насмеана, радосна. За прв пат, вели, во животот држам Библија. Има ли нешто подобро од ова, некој да ти пише? А ние така се однесуваме, може би имаме 10-20. Или за прв пат во животот имам Библија. И фала на Бога што ми ја испративте. И овој човек, Горан, добил Библија. Пошнал да читање, знаете, ние кога им велиме на луѓето за прв пат, вели, од каде да читат? Од Новиот Завет, зашто полесно се разбира. И тој пошнал да чита од Матеј, листал страниците. И така Горан сватил дека учениците исто така били уплашени. Дошол до моментот кога учениците се распрснале. Знаете, кога квочката со пиленцата е тука и доаѓа орел озгора, само прелетува како хеликоптер. Тие се кријат кокошките и бегаат во некој засолниште. Така учениците били уплашени. Тој чита и се додека не дошол до оној стих што го читавме пред малци, кога биле во собата, кога Исус рекол мир за сите вас. И кога во Дело на апостолите, 2 глава, кога били исполнети со таа небесна сила, со Светиот Дух, го запалиле Ерусалим фактички, се охрабриле, кога го виделе воскреснатиот Христос. И таа вистина за овој Горан била судбоносна. Читајќи, тој се молил на Бога и Бог му дава сила. Наместо да се плаши, сега почнал да се моли со вера и да презема чекори. Подоцна започнал нова работа, нов бизнис и често сведочел. Воскресението, тој вели, ми даде храброст да станам кога паднав. Затоа, браќи и сестри, ако сме паднати ние денеска, условно кажено, или ако паѓаме често пати во свој духовен живот, време е да станеме со вера. Да го прифатиме животот Христос што ни го нуди. Зашто ако тој воскреснал, има надеж и за нас денеска. Денес Христос не повикува дојдете кај мене. Дојди кај мене, ти, јас, сите ние. Да не одложуваме, да не кажеме ајде малку подоцна. Може би утре ќе се склопат коцките и ќе можам да дојдам. Кога утре? Па сега децата се мали, подоцна децата се тука негде средношколци, подоцна сега сум во јак бизнис, подоцна. И постојано ние одложуваме. Па да влезам во пензија, па ете и во пензија сме влегле. И така ние постојано одложуваме. Сега може би прилика да го спомнам тој пример во еден град. Дошол еден проповедник, градот бил облепен со плакати, да дојдат луѓето на предавање. Дошло едно момче, кој верувал во Бога, искрено. Седал таму некаде при крајот во салата. Проповедникот упатил повик, кој сака да го предаде својот живот на Христа. И тој кренал рака. Кој сака да излезе напред, и тој излегол. А кога го упатил апел, кој сака да стори завет со Господа, тој рекол, да, јас верувам во тоа, ама малце подоцна, да се оженам. Поминале години, се оженил, добил 2 сина. Годините поминувале, веќе во средни години. Истиот проповедник дошол во истиот град после 10-15 години, пак да проповеда. Повторно апел, повторно плакати, покани, дошле луѓе, тој дошол. Зашто го сакал Бога искрено. Повторно повик, кој сака да го прифати Христа, и тој крева рака, кој сака да излезе напред, да се молам за вас, да сторите завет на крштевање. Тој рекол, да, сето тоа е точно, но ајде децата да се оженат и да влезам во пензија. Поминало повторно, по трет пат, повеќе години. Тој веќе влегол во пензија, децата му пораснале. Едниот бил, на жалост, алкохоличар син, се оддал на лошо друштво. Другиот бил, како знаете, Исав и Јаков, домакин со мајката, со таткото. Меѓутоа, во соседниот град, проповедникот дошол, не во истиот град, сега во соседниот, да кажеме, Неготино, слушнал тој дека таму ќе биде тој истиот пастор. Го замолил синот, сине, оди, повикај го пасторот. Да дојде, сакам да разговарам. Отишол синот, тој добриот син, му рекол, мојот татко сака да се сретне со тебе. Добро, ќе дојдам, нашол кратко време, негде
9-10 после предавањето, разговарал доста време, тој веќе бил на постела и ме рекол, пријателе, сега е време да го предадеш својот живот. Почувствувал дека животот му се крати. И проповедникот упатил повик, сега вечерва, ајде се помолиме, зашто твојата ситуација здравствена не е добра. Знаете што рекол тој? Во право сте, пасторе. Дојди утре, ќе го сториме тоа. Меѓутоа, поминала ноќта. Таа ноќ била последна за овој господин. Наутро добива порака пасторот од синот дека таткото починал. Дојди кај мене, Исус вели, сега, во истиот миг. Дојди во мислите твои, предај го, отвори вратата. Ако гробот Бог можел да го отвори за Исуса, може и твојот гроб, и твојата врата да ја тргне. Секако овде сега е слободна волја. Ние одлучуваме, како што читавме во Откровение 3 глава, стојам на вратата и тропам. Ако ја отворите, ќе влезам. Браќи и сестри, не треба да очајуваме. Има надеж, зашто гробот е празен. Има надеж за сите нас. И затоа, додека нашите мисли се насочени кон гробот, кога Христос излега од гробот, тој не го оставил само платното зад себе. Тој чаршав со кој бил завиткан. Тој таму ги оставил, знаете што? Тој таму ги оставил нашите стравови, нашите порази и самата смрт. Таму на плочникот, на тој камен кај што лежал неговото тело, таму Исус ги оставил сите наши работи, сите наши беззаконија. Тркалењето на каменот не било за тој да излезе, туку за ние да видиме дека гробот е празен. Исус можел да излезе преку некој дупче толку големо. Не му требало цела врата да биде отворена, но како би влегол натре кој? Петар и кој уште? И Јован. И другите дошли да се осведочат. Како би тие влегле? И затоа каменот е тргнат, да може ние да го видиме гробот дека е празен, а небото е отворено. Денес таа сила што го вратил животот на Исуса Христа, што го вратил животот во таа Ерусалимска пештера, во тој гроб, сака да го воскресне мирот во твојата и мојата душа. Без разлика колку е темна твојата ноќ или мојата. Без разлика колку е тежок тој камен. Исус има решение. И сосема на крај за денеска, јас сум воскресението и животот, кој верува во мене и да умре, ќе живее. Нека радоста, браќи и сестри, на воскресението не биде само празничен поздрав. Од утре или задутре како ќе се поздравуваат луѓето? Христос воскресе. Тоа е само една традиција. Не знам, 40 дена до Спасовден кога се поздравуваат и после ќе престанат. Не е само ние да се сетиме еднаш или два пати во годината. Христос воскресне. Нека нашата радост за воскресението не биде само еден ден, туку секојдневен потпирач. Христос воскресна, а ние да живееме со надеж која никогаш не гасне. Нека му е слава на големиот Бог. Амин.